Драги мои пријатели и пријателки, добро вечери. Микрофонот. А зошто не би можел тука да стои, например, на чело? Добро вечер. Добро е. Викаат со годините човек треба мудроста да ја покаже, да стане посериозен. Па дечки, thank you and F you. Јади бурек се вика емисијава и немам намера да се правам памет. Уствари ќе се правам паметен, ама ќе се правам максимално будала и ќе бидам тешка будала. Особено ги обожавам оние дежурни моралисти кои ќе ми се јават. Зошто си дошол неизбричен? Види се на шо личиш. Кај си ја забегал камерава ваму. Додека се свртен, врти се. Нема везе. И за сериозноста на емисијава. Па може ќе има. А ако ја има и ќе биде случајна. А намерно и природно и нормално, како што му доликува на овој водител, е да биде глупаво, будало, абнормално, дебилно, ретардирано, пошто преполна ви е државава од медиуми на новинаришта со олкав, како да кажам, микрофонон на олкав име, вака. Немој да си пипнал нешто. Ако пипнеш, ја ќе си одам. Не ме интересира тој што јаде бурек. Ако ти пипнеш, вака фрлам микрофон и си искачам. Не пипај. Иди, слободен си од мене, ти купив бурекче, јогурче, таму да се почастиш, другар. Па, добри другари сме, уживај. Слушај, правникот тука е? Правник, ај дзиркај од време на време на мојот Facebook профил, поставив прашање што зборевме преска, пошто сме ние младичи, мирисаме на земја, имаме уште 2 лопати до гробарот, мислам, кај да е, броиме години. Не ти, ја зборам. И ако пред 10 години ни беа муабетине, се сеќаш на она од Драчево. А на она од таму, бугаркана, а се сеќаш на оној од Африка. Такви ни беа муабетите. Сега муабетите се, дечки, како се остварува пензија? Појма немам. Пази, правиш муабет во држава, каде што у овој момент, дај го компјутерот, дечково е ром. И ром по националност. И ова го има напишано на Твитер. Јас сум пријател со него, не е личен, туку на Твитер и го следам што пише. Дури си прави шега на своја Рамбо Билбоа, никој седе само ром. И вика вака: денес е 6, а рокот за нови налепници со НМК е до 12. Гужви во најава за 100.000 луѓе во обид да земат налепници. К.Р. да го утепа тој што го промени името. Мислам, вие може да прочитате што е напишано, ја не смеам да го изговарам, ама сега тоа е напишано во јавен медиум. А Совет за радиотрансфузија може слободно да реагира и да не дозволи вакви пишувања. Но што Елон Маск и светската заедница го дозволува тоа не знам ја. Туку, стварно у земја кај што налепниците, пасоши немате, лични карти не можете да смените. Она што беше најјезиво е што излезе Мицкоски и лидерот на опозицијата, идниот премиер на Република Македонија, сакале, неќеле, го мразеле, го сакале. Ама факт е веќе, знаеш како, запишено е вака, сега само треба да се формализира. Толку е. Колку да истрчаат на терен и да ја земат титулата. Затоа што ја не знам дали Мицкоски и ВМРО се добри, они тек треба да се покажат. Но вие се толку лоши, толку некадарни, толку неспособни, да буквално карта бланш, буквално им ја даваат власта. Родена мајка, тоа нема да го гласа, не па нормален народ. Сакам да кажам, излезе Мицкоски и рече, вика, 2 години се
потребни, значи, спрема тоа, колку апарати има, колку компјутери има, колку тоа што печати лични карти, пасоши, е можноста. Значи, за да се сменат пасошите, личните исправи, патните исправи, е потребно 2 години, затоа што толку е капацитетот на ден. Кој е виновен за тоа? Не. Какво јавување? Немој некој да ми се осмели да ми се јави, ни да ми дадете за право, ни да си дадете за право, или па да спорите со мене. Уопште не ја отворам емисијата. Нема телефони. Нема телефони, нема дебатирање на темата. Затоа што само ретардирана будала би се расправала на оваа тема, нешто што е очигледно. Зашто овој процес не почна пред 2 години? Кога го смени името? Која година? Така, имаше таму запишено дека мора да ги смениме патните исправи. Имаше. Има ли малку капацитет у тоа лејката шуплива, празна, дека колку време ќе им треба за тоа и дека мора да го остварат, дека ги блокираат. Значи, другари, ќе наебеме сите на граница што сакаме да патуваме. Кој за Грција, кој за Бугарија, кој за Германија, кој за Австралија, кој за Америка, кој треба да се вратат некој тука па да си завршат некои имотни работи. Ке им почине татко, мајка, некој нешто, не може да дојде, не може да влезе, не може да помине граница. И уште отидоа да се лигават, да прашуваат кај грците. Ја да сум грк, па мислам, грците постапија онака како што јас би постапил спрема македонците. Што? Абе, одложење, ако може да не пуштите, не можеме да стигнеме да ги отпечатаме, ние многу ме почитуваме. Малака бе, ке ти телес бе, малака. Fuck you! И така ни направија. И во право се. Дури, ние брусевме шахти. Апсиме луѓе што мафтаат со сонцето од кутлеш. Абе, што све не сменивме? Таму има само еден наслов кој сум го видел во Грција и пише Скопија. Толку. Југославија. Ни фиром нема. Зашто? Им се може. Пази, и они се обврзани да менуваат. Зошто? Затоа што овде има такви лигави безарбетници, кој само им е битно Агелер да ги потапша по рамо. Јанко, дали си нормален како се однесуваш на јавен медиум? Да, јас сум нормален. За разлика од ненормалниве кои животот ви го упропастија. Живееме во загаден воздух. Цените се баснословно отидени нагоре. Пред некој ден слушам 24% од 23 до 24 им ги кренавме пензиите на пензионерите. А колку пораснаа трошоците за живот? 54. Што сте покачиле? Сте им одземале пензија? Не викај бе, ба ти будало. Што се дереш бе, свињо една? Погледни се на што личиш. Супер. Јас сум свиња, јас сум глуп, јас сум ненормален, јас сум безобразен, јас сум идиот, јас сум кретен, јас сум идиот, кретен, идиот, дебил, свиња дебела и така натаму. Направите гиф и ширете го меѓу вас. И како таков, во право сум и подобар сум од вас. Затоа што никому не сум му го уништил животот. Затоа што не сум запалил болница. Затоа што не сум превртел автобус. Затоа што не сум дозволил криминалци да побегнат од земјава. Затоа што денар немам украдено од оваа држава. Затоа што не дозволив да влезам у криминални структури. Затоа не чинам. Затоа што не удирав рекет, затоа не чинам. Па знаеш што, сево ова ме направи љангар, ме направи никаков, ама можам да се јадам бурек колку сакам у емисијава и никој ништо не ми може, затоа што сум во право. Затоа што го живеам булшитот што го живеете вие. А го живеете вие од страв, нели? Имало и во право сте. Имало пострашно, имало. Во Турско на кол наденувале. Овде на кол ве наденува? Не, добро. Океј, добро. И сега
студентите протестираат и прашуваат дали каснеле функционерските плати. Не! Никогаш функционерска плата не каснела. Па стипендиите за студентите каснат. Одлично! Така треба! Вие студенти ги донесовте овие на власт. Ја да имам, да сум Елон Маск, 5 стипендии ќе ви ги дадам. Ама никакви да сте, ја ќе ви ги дадам, заслужувате. Само треба да си знаете колективната одговорност, зошто ви е вака како што ви е. Многу ми е жал. Многу ми е жал што останавте во Македонија. И гледайте го ова само. Правник, дзиркај од време на време и контролирај нешто ако има интересно во врска со пензиите, оте ќе се вратам на тема. Еве ви го човекот, подписникот на Приспанскиот договор, вика, и покрај промената на името, тешка дека Македонија ќе стане членка на ЕУ. Бре, маја, немогуче, бре, ја ово не видно, бре, па ово нема ни у Београду, бре. Што е ово, бре, говно мимоходом, бре, где ми е минули рад, што би рекол Радован Треći. Така, чекај, имам уште една изјава, полека, кадалј, што пиши тука, бе, Ај, кажи ми, што пиши тука? Ај да ми читаш на глас од озгора да го слушам, Македонските граѓани кои работат надвор од државата, а немаат извадено пасоши со додавката сеферна, после 12 февруари нема да можат да дојдат дома. Па и не треба да дојдат, затоа што ќе нема каде да дојдат, оти оваа држава е ветена на некој друг, бе, дечки. О, како уживам во собственото лудило. Знаеш што највише не ликувам. Сакам да триумфирам, знаеш, она која су со години. Пошто ја бе прогонет, избркан од претходната телевизија. Ме прогонуваа на сите начини, материјални, ми ги ускратија сите доходи и така натаму. Нели, јас сум земал, Груевски мене ме плаќал, вака. Груев, ајве, јако е, на, држи ова, еве ти, 10-50.000 евра, на, донеси. Прати го тој со моторџијата, со куферче ќе ти донесе. Fuck you. Најмака ми е, кој ќе си не ми значи ништо. Ништо не ми значи која ќе... Ја бев во право. Најмачно ми е, камо да не бев во право. Камо да се она што го јадев бурек испаднаше неточно. Па да ми се јавувате и да ми викат, бе, свињо, бе, глупа, бе. Се сеќаваш што збореше? Ја, па не се сеќавам, господине. Пушти го на видео, на што ти го пратив. И ја таму. Земјава ке ла. Видели како јадеш бурек, Гледаш ли како лажеш? Ништо од тоа не се случи. Стварно, бре, земјава процвета, ја викам, ке биде лошо. И што? Ме сретнуваат, бев низ некој места низ Македонија и ме сретнуваат луѓе. Браво, Јанко легендо. Зашто легендо? Во право беше. Fuck you, ја мислиш се гордео што сум бил во право? Дека сум среќен што сум бил во право? Мене ми се плаче. Имам 3 деца. Ја бев на рап на развод со сопругата, оти ги туркав децата да се заминат. Жена ми, Лидија, ама како вака, директен наследник да е од Лидија Македонска, која Свети апостол Павле го пречекала. Македонка, патриот до коска. Јас сакам Македонија, не си одам. Ке летуваме, ке шетаме, Македонија остануваме. Абе, ја и ти ке останеме, бе, душо. Еве, ке земеме у некој село едно куќиче, 2-3 кокошки, нешто, векам, ке се занимаваме, ке ни биде забавно. Децава, дај да ги избркаме. Не! Абе, дај све ке продаеме да нема кај да живеат, нека отидат Германија, Америка, секи им биде подобро. И работа, и живеачка, и се. Не, нека одлучат сами.
Арно, ама не мојот плачепички менталитет го наследија, туку наследија храброст и стоицизмот од мајка им и решија децата да останат тука. И мене ми се плаче. Ми иде секој ден да се утепам, бар да имам животно осигурување, па да има некоја ставка дека ако мене нешто ми се случи овакво, да имаат некаков ќар. Никој ништо ќар нема од мене. Ни у телевизијава, ни ја на телевизијава, ни вие што ме гледате, ни мојве. И вие што си отидовте, си отидовте. Кој будала си заминува од овде? Оној што краде, оној што лаже, оној што лапа, оној што е криминалитет, тој останува. И ние, емотивни, каменот, тука татко ми седеше, не го остава. Затоа што сакам еднаш годишно да отидам на гробот на мајка ми и татко ми, да си поплачам ко старо магаре, па да отидам до гробот на Игор Николовски Флок, мојот најдобар другар од основно, кој ден денес го плачам. Оние што нека не ве лажат дека времето лечи се, ништо не лечи времето. Ракијата лечи. Поточно, у моментот кој ќе се начукаш, јас сум муж, бе. Јас сум патриот. Зато и така и остануваме ние. Почнуваме да пиеме и така издржуваме. Не бе, ние сме македонци храбри. Ручки оттупани. Знаеш, кога ќе отидеш у Германија, тогаш само кафе, кавијарче, Австралија, Америка. Кој будала има потреба да лока таму? Зашто таму нема македонци алкохоличари? Па нема што да ги јадосува. Работи, плате некој што треба да биде. Има неправда. Иде на суд и се решава неправдата. Затоа иде македонецот. Не затоа што не си ја сака. И сега, неке може да се вратат. Чија вина е? 2 години може. 8 години се на власт. Беа на власт. Можеа да почнат у 2022 процесот и до сега ќе беше завршена промената. Имаше дури и една интересна, како се вика, ајде да се навратам на ова. Зошто грците не даваат, добра бе, толеранција, барем месец дена, 6 месеци. Еве, нека се израдуваат малце македончиња, знаеш колку сме ние лигоши да отидеме гзот да го умацаме у солена вода, вас таму едно гиро да изедеме. Леле, мераци! Абе дојте, Грција да име, ти, па што ќе зборам ја после овде како ќе се вратам? Не, грекот не е глуп, знае со кого си има работа. И вика, ако им даеме 6 месеци, пак нема да ја завршат работата. Не ја завршија за толку години, нема сега да ја завршат. Зошто да ви даеме? Значи, ќе се заврши само работата ако македонецот го наденеш на економско правен кол. Турците не наденувале на дрвен кол, нели, прав, овие не наденаа на економско правен кол. Што ќе правиш? Наденат си, брат. Добро ти е. Ако наденат на кол ти е добро, супер си. Арно, ама сега не им даваме ни на македонците да се вратат. Шо ни е гајле, па шо ако се вратат тие се отишле. Овие ретардирани, шарени дегенерици. Како Джото Сплинтер, свестете се и така натаму тие што се платеници. Буквално платени на Твитер да јадат бурек против се што е македонско, да поддржат се што е антимакедонско и за диаспората. Луѓе, Македонија нема, значи, 1 месец. Дури имам една оваква, дури и да имам таква моќ да влијам, можам да им кажам на луѓето да имаме такво силно влијание, да им кажам на луѓето, на цела диаспора да ме слуша и да сум толку влијателен кај нив, а не сум, фала Богу, да им речам, ве молам, месец дена не праќајте ни денар во Македонија. Уште подобро. 1 година не праќајте ништо во Македонија. Тие 2 милијарди што ги праќа диаспората во Македонија се единствената причина и уште неколку компании кои се рекетирани, малтретирани, мрцварени од кои не знам од какви причини останале во Македонија,
се единствените кои одржуваат ова Македонија да постои. Не. Македонија не постои заради политичка волја и заради она дебилно 3 прста. Не. Македонија наместо ова да го праеше, да го праеше ова, Христовиот знак. Малце поинаку ќе беше вака, уствари, Исус Христос. Ника. Не, нам не пумпаа со некои други работи. Ми се сони, него гробот на Александар. Па и да го најде. Ај што никој не го најде. Ај што сите лажеа. И да го најде, а што? Ние сме. И што ако сме ние? Сега ќе дојдат инвестиции. Да. Ауди доаѓа и вика, видовме дека гробот на Александар е тука, сакаме да правиме, која да ја правиме? Тројчето или четворчето? Какво на четворка, национално возило, секој македонец бесплатно по една ќе биде. Историјата си е наша, ние си ја знаеме и си го почитал. Александар не може да биде ничев освен македонски. И на секој ретард треба да му е јасно затоа што тоа е наука. Немам ја што да измислувам. Кај сака нека му е гробот. Ако му е гробот во Александрија не значи дека е египтјанец. Као што никогаш Клеопатра не била. И влечеме корени од тоа. Се измешале многу работи, но имаме право да го кажеме тоа. И никого тоа не загрозува. Ама ретарди, шарени дебили, не. Зашто? Затоа што нивната агенда е некој друг да ја владае оваа земја. Ке остане нешто, некој македонче, кој ќе пие ракија, ќе мафта со некој знаме и толку. Ништо нема да постои. Ништо. Веќе и нема македонци. Ние сме граѓани на Северна Македонија. Ако све е како што треба, не може поинаку да биде. Не може. Ние сме одлучиле така и така. Се уплашивме од овие. Океј. Се уплашивме од овој со периката што носи. Добро. Се уплашивме од овој пејачов со цигари што пуши. Замисли ја да запалам цигара. Ќе одерат телевизијата, газдата мој, да не сакаш микрофон да ти донесам ако имаш нешто да кажеш. Ова бил безобразен знак? Така? Да ви го пуштам бившиот премиер кај што го прави на форум јавно ова? И ова е безобразно. После јас сум безобразен. Ама ти го направи на телевизија. Пардон? Сите телевизии го пренесовте тоа и се гордееве. Браво! Не отвори като пупка. Сори. Шега е. Мајтапе. Ама немам што да го критикувам. Он не е паднат од Марс. Он е исти, типичен македонец. Ништо поразличен од мене и од тебе. Има други само политички ставови. Зошто да му се лутам? Не го мразам, напротив, треба да го сакам. Чија вистина ќе преовладее? Ќе видиме за 100-200 години, 50 години. А за 100-200 години, за 50 години, знаете што? Свртете се околу вас. Тука живеете? Нема да живеете. Нема ни вашите деца да живеат. Некој десети човек за 100 години ќе живее таму, па дури и да ви е род, нема ни да те памти. Ништо, трага нема да има. Ајде, првите 10 години од како ќе умреш, ќе се сеќаваат децата, ќе има парастос, локалниот свештеник на кој си му дал некој стотче, ќе му текне, молим те, отец, нешто, спомни ме на парастос и ово, она, и ќе помине некое време. Може би у некој манастир подолго ќе остане некој списоче. И што? Ништо. Вечна ја памјат останува, ама во вечното, кај Бога. Овде ништо. Слика ќе нема. Мојот YouTube канал за се што сум направил глупаво, а се надевам најглупаво, се надевам дека сите ќе ме замразите и ќе заборавите емисијава. И кога ќе ви се каже, Јанко, јади бурек, ми се гади од тој дебел свиња, тресе глупости. А ќе ви се гади. И треба да ви се гади. Затоа што зборам како слободен човек, ништо не стои зад мене. Само стои еден над мене. И само
prema него имам цензура, затоа што само се плашам нему да му сгрешам. Вам не ми е гајле. Зборам како слободен човек. А нема поомразен човек од робот кој го мрази слободниот човек. Оној што збори слободно е омразен од оние што се полтрони, оние што се тресат, оние што не смеат, оние што рекетираат, оние што се криминалци. Заврши ова? Не. Штета. Барам некоја причина да направам некој глуп. Не, нема да ја продолжам емисијата. Ке измислам нешто да ви пуштам и да си отидам. I don't care, затоа што темите кои треба да се отворат се следни. За жал, не верувам дека повеќе мина. Ја имам неколку par excellence. Тоа не се ни гледачи кои се јавуваат. Тоа се, како да ти кажам, просто стручни, како соработници, како новинари, кои, еве, сега имаме прилог за тоа и тоа. Господинот број 1, број 2, број 3, број 5, Петко, Станко, Ана, Славица. И ќе се јават во емисија, и тоа не е јавување. Тоа е новинарски прилог. Ама тоа е реткост, промилче. Промилче. Првата тема, која овде ми стои, а ја одлагам. Колку пари се украдени од Македонија? Оваа тема, како наслов, добро и шо ако се каже бројката. Ако се каже бројката, се наведува што може да се направи. Дали може да се вратат тие пари? Дали како да се вратат тие пари? Тука има десетина подпрашања и многу интересен разговор може да се тера. Некои велат дека од Македонија на страна долгот се украдени од 5 до 15 милиарди евра или долари од осамостојувањето до сега. Некои велат повеќе, некои велат помалку. Ја бев сведок каде што ми беше покажано на хартија проект за даночна амнестија. Таа даночна амнестија ќе се наметне во овој разговор, која ќе го поставам прашањето, не вечерва, не ви отворам телефон, уопште. Ма каква почит? Ја немам почит према себе, па према било кој друг. Само еден. И тоа е здраво почит. Нека ми кажат. Значи, вели вака проектот, па да го чујам вашето мислење, со образложување. Значи, секој оној што украдените пари ќе се согласи да ги врати во Македонија и ги инвестира во конкретни инвестициски проекти, значајни и битни за целата држава. Енергетика, кај го извади зборот. Енергетика, патна инфраструктура, ме разбирате? Нешто што е од јавен интерес. Општо за целата држава. Не за една година, току за веки веков. Германците не го уништија аутобанот што им го изгради Хитлер. Толку е битен да остане и до ден денес. Е една од најбитните во приказната на развојот на Германија. Направена во време на фашистичка Германија, во време на владењето на Хитлер. Нити се откажа од бубата, Volkswagenот. Ние шахти бруси ме бе. Која ретардирана нација сме бе. Ау, ве навредува. Супер! Што ќе направите против тоа? Со мене ќе се расправаш. Јас ти брушев шахти. Ја не ти давам да си извадиш нов пасош. Можеш да извадиш нов пасош, бе? Знаеш како ми вика, ми пише еден албанец, работи од администрација, ми вика, Јанко бе, шо се буниш? 6300 плати. Вика, затоа се бунат македонците, ние сите си извадивме нови пасош. Викам, со врски. Да, врски, плаќаме по 6300 и си ги добиваме пасошите. И преку ред, и преку све. 2 години, ама македонец нема да даje пари.
I ne treba da daje. Zato što i ne treba da daje. Ali сега ќе се стиска по 9 сати, ќе мрзне, отшо нема избор, пари нема, а овие трчаат да задоволат грчката страна, која ја подпишаа пред години, а не можат да ја извршат, затоа што физички е невозможно. Дали разбирате дека физички е невозможно? Прво, луѓе нема. Зошто? Значи, ако има 50 апарати, фотографски машини и оние пунктови, пола од нив не работат. Зошто? Не идат на работа. То се луѓе кои се таму вработени, кои никогаш не стапнале. Моравме за добро на државата, нели, вработувања рамковни, ово, оно, ваму, таму. Јалал да му е на тој. Морам да идам јас на работа, седи, уживај, кој шо ти може. Па стварно, и ја не би идал. Ја не би идал. Но кога би бил по строга контрола, како што кога би работел во некоја држава, кај што функционираат закони, и кај што кога ќе ме опне по джеп, или ќе ми скрати плата, овде не сме, затоа што ќе му се јави лидерот, и ќе рече, кој плата? Као? Сакаш куршум да ти оставиме пред врата? Ја викам, остај куршум, само немој дилдо да ми оставиш. Тоа поише ми е страв. Болje утепај ме одошто да ме... Две години. Намерно е направено. Затоа што овие тискани... Знаете што очека сега ВМРО ДПМН? Што ќе земе власта. Нема тука јас сум за ВМРО или не сум. Отворете, видете статистика, видете анкети, видете рейтинзи, многу е јасно, народот ви кажува. 10% ќе гласаат за нив. Знаеш како? Сакам да сум нивни симпатизер просечен, да им го имам мозокот, да си одморам главата. Оти нив све им е убаво. Чекање на ред, нема проблем. Се запалила болница, нема проблем. Побегнал убицата на Вања, нема проблем. Груевски у Гепек, нема проблем. Изгоре автобус, нема проблем. Фабрика за автомобили електрични у Тетово, 100 милиона платени, ништо нема. Изградено, нема проблем. Коридорот 8, 200 и кусур милиона дадени, ни почнато камен на камен, нема проблем. Делницата Петровец Катланово, 8 години стои, не се мрда, нема проблем. Ова нема проблем, она нема проблем. Качанички пат, ништо не се прави, нема проблем. Државата е задолжена за 8 години, колку што не била задолжена за од освојувањето до нивното доаѓање, значи скоро 3-4 милиарди долари е презадолжена. Скоро веќе сме преку половината од GDP-то. Нема проблем. Загаден е воздухот, нема проблем. Гужви нема проблем. Нема документи, нема проблем. Човече, ова хипи комуна е, човече, ова е уживање. Не, стварно не знам како да се прешалтам, стварно да бидам, да прекинам со ова глумење праведност и шо ти ја знам патриотизам и сменето име. Нема проблем. 3 коси црти, шо си по националност? 3 коси црти, нема проблем. Брат, кај го има ова, ова е милина, бе. Ја ви завидувам, свака ви част. Знаеш, шо са? Дури понекогаш, знаеш, сакам да се натерам да го мразам македонскиот народ и да ги мразам граѓаните на Македонија. И да речам, да имам моќ да направам и да добијат не уште еден мандат, уште 2 мандата, уште 8 години, 16 години да владеат со Македонија. И ја да нема проблем. И кој ќе се јави тој емисија, Јанко, нема проблем, човек. Чекај, имам ја еден цртан филм да ти пуштам овде, че да гледаме цртани филмови. Лепота пророка. Што убаво било. И на гласање. Да си гласате пак за нив.
Pa i kaj glasam? I da glasate. 100 години никој не ке има на парасто с името да ви го стави на попот за да ве прочита. Ништо. Слика нема да остане од вас, фотографија. Ке остане профил кој никому нема да му текне, Facebook профил, кој никому нема да му текне да го отвори, да видиме, каков бил дедо Јанко, каков бе дедо Јанко. Па ја татко ми го почитувам, ај што ме сакал. Туку се што направил, ете живеам у куќата која он ја почна, ја ја одржував колку толку. И ете, не само онаа емоција која сум имал, туку затоа што неколку ми пружил, затоа што се потрудил да ми пружи од таа љубов. Зашо мене децава би ме памтиле? Што сум им купил сладолед? Што ја знам? Што сум ги однал у Макдоналдс, кога имавме Макдоналдс, ние сме држава што немаме ни Макдоналдс. Толку сме дауни у тај, што ке ние нас? А што по овие приватниве, све е тоа органска храна, у Макдоналдс нездрава била. Бре, мајката. Све ве гледам, холестеролот ви се намали. А и јетрата вака поздрава ви е. Ништо не треба да ме памтат децата. Зошто? Знај зошто не треба да не памтат? Треба само да го видат градов што го направивме. Не градоначалниците партиите. Оти тие градоначалници и тие партии се од нас, наши луѓе. Тоа сме ние. Не дошле од Марс. Ние сме тоа. Добро, да го стишам пингањаво. Пинг, 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 пинг. Слушај, вие што ми праќате писма, зашто не ги објавите јавно, као коментар? Стварно нема ни да ве читам. А зашто да ве читам? Го, само првата реченица, првите 3 збора. Јанко, многу си депресивен. Депресивен? Ја имам ерекција у моментов, бе. Депресивен човек е импотентен. Ја кој ќе се вратам сега, жена ми ќе ја бркам низ цела куќа. I don't give a fuck. Затоа што 25 години поминав, па уште ми солите мене памет. Што требало, какво требало? Немате ни капацитет. Не сум у право. Затоа што све што вие направивте, испаднате вие во право. Ја бев будалата кој изборев тоа да не се прави, не го направивме. Не менјајте име, сменивте. Не дозволувајте криминал, дозволивте. Не го руинирајте здравството, го руиниравте. Не дозволувајте партиски вработувања, дозволивте. Не дозволите ранковни вработувања, дозволивте. Не дозволите да крадат, дозволивте. Ние по нашите фирми крадеме. По приватни фирми се уште се краде сапун, тоалетна хартија се носи дома. Таква мизерија сме. Јанко, депресивен. А шо ме гледаш? Ти дал си нормален? Како да те почитувам кога ме гледаш? Ова ја не можам да се гледам себе си, па вие седите и ме гледат, па и ме слушате. Луѓе, сврти бе, таму имаш кој канал? Знаеш ја шо гледам? Телевизија македонски. Та перверзија. Вие сте болни ако гледате македонски телевизија, особено вести. Ја гледам Discovery. И тоа, знаеш кој највише го почитувам? Оној Дру, ловец на старини. Леле, човече. Тој човек иде и вака шири од него ЛСД. И ја вака го гледам и се хипнотизирам и... Ке најде некоја старина, го гледаш некоја скапаница. Ова е вика од рано викторијанско доба, 1719 година, може се продава за 300 фунти, а со добра реставрација тоа може да чини и 3000 фунти. Друг ќе се потруди ова да го купи. Инаку потекнува од црквата Света Хелена, и после кога ќе отидам овој Уилер Дилер, тој што личи на мене. Они да веле, Майк!
Mike Brewer, and now we have... I ko ќе го однесе кај некој ултра хипер мајстор, а го обожавам затоа што такви мајстори за коли па не постојат, човече. Абе кај сте родени? У таа гнасна Англија или гнасна Америка, знаење, човече брилира, како му текнуе па фат, па ќе го среди ова, ќе го среди. Знам дека и за камери и све, ама ајде. Овдека и да го платиш на сервис и официјален и да си под гаранција нема да го добие и да го преплатиш. Не можете да најдете електричар за дома. Не можете да најдете водоводжија. Не можете да најдете молер кој што треба. Све побегна. Не, другари. Ние заслужуваме не СДСМ да ја добие власта, дуи, целата власт да биде, дуи да владее со све. Буквално, нема опозиција, нема ВМРО, нема СДСМ, нема никој, дуи. И да се сменат, кој што ќе сменат химна, текстот на химната, знамиња, да се стави на тоа нашено знаме сонцено, у средина едно орле. Ќе биде. Како ќе помине? Глад. Глад. Не како глад, туку глатата. Глатата. И македонците што се надвор од Македонија да не праќаат година дена пари. Тие 2 милиарди што стигнуваат секоја година во Македонија, Македонија ја одржуваат во економски живот. Ништо друго. Ништо друго. Туку, што е заклучокот од сево ова? Ова е просто, како вика ова, депресија. Кај ги наоѓате зборови? Ова е постапокалиптично доба се живее. Ова е, немој да звониш, немој да си му кренал, немој некој у телевизијава да кренал телефон, никој да не се јавува у емисија. Нема, нити ќе ве пуштам, нити ќе разговарам со вас. I don't care. Сега ќе имаме хајтек да гледаме што прави светот. А мојава монотона монологија, апсолутно да ја заборавите. Камо среќа да кажев нешто глупо, па да дојде полиција да ме уапси, да ме турат у ќорка и да викаат сите: браво, требаше време беше. Абе, Јанко, досаден си, не се трпи. Абе, управо сте. Досаден сум, глуп сум, тресам глупости. Зашто ме гледаш? Why? Пушти бе Discovery. Пушти National Geographic. Па, знаеш што? Пуштам National Geographic од Сабајле и гледам авионски несреќи и истражуваат зошто авионот паднал. Па да ти кажам, попријатно се осеќам него кога да пуштам било кој вести кој не ги гледам, него на случајно вртејки кој ќе застане вести и цаци која ќе ми излезе со некоја брилјантност и викаш: човече, слушај, самоубица не сече вени вака. Самоубица вака ги сече вените. Затоа што вака се крпи. Знаеш, ќе се спречи. Значи останува она Фројдовото која ќе рече, вози, затвори ги очите и број до 10. Ама негде околу 5. Не од друго, те интересира што се дешава да дзирнеш малце. Тоа е тој нагонот на одржување. Овдека не треба да имаш нагон. Овде ние треба да имаме силна молитва, Бог да ја реши целава работа. Во суштина тука и ми е поентата. Како ние обстануваме? Затоа што имаме способни политичари? Не. Затоа што сте добри работници? Не. Затоа што сте добри домаќини? Дома сум влегол, кај кого не сум влегол дома? Нема добар домаќин. Не сум видел. Луѓето кренале раце од дома да чистат, не па надвор. Луѓето не можат дома да се одржат чисто, па екологија ќе бркале надвор. Приказки за мали деца. Не. Ние губиме на секое поле. Ние ги губиме децата. Децата ни ги убиваат. Мислите, Вања единствена? За Вања се разбравме. Колку деца се силувани, а не знаеме. Колку деца идат како во оние брачни договори на 12-13 години девојчиња се продаваат. И
Како обстануваме? Имаме добри економисти? Не. Како живееме? На позајмени пари. И на емоцијата и љубовта на нашиве од диаспорава, кои од љубов и почит спрема своите родители им праќаат да има за лекови, да не е случајно од пензијата, да не е случајно од тоа што стокомак или кам ги снабдува. Не, затоа што некој од таму ќе издвои од своите примања $100-200, ќе ги испрати у Македонија, живи среќни. Македонец? Пу, знаеш како? Кај мене пред маркет седнати. Абе, дечки, работа? Кој? Да ти работам ја? Зашо ме викам? Бе, у маркетов ке работи. Што? За 25.000 денари? Па поише ми се исплати да седам и древам тука, него ли да работам? Единствен менталитет во светов. Ја не знам за друг менталитет. Изгубена волја за живот, изгубена волја дури за семејство. Љубов немаме. Ние работите како ги решаваме, како издржуваме. Со ракија. Напију се ракија, истепаја жената, извикај се на децата и решен е проблемот. Затоа што љубовта бара страдање, затоа што љубовта бара разбирање, затоа што љубовта бара откажување од се што имаш за себе, дај го на друг. Џордан Питерсон вика, сакај се себе и прај си добро како да сакаш некој друг. Моето добро е да ја пружам сета моја љубов и се мое да им го дадам на моите. Ја нема да умрам со имот. Ја пред да умрам, мојот имот ќе го дадам на жена ми и на децата. Ништо нема да имам. Ништо. Од тоа само можеби ќе одвојам нешто за бутел да искупам, за да нема тоа трчање и малтретирање и тоа изживљавање, пошто мојата вера не се согласува со ова кремирање. Иначе би рекол вака, храна за мачки да ме дадат, би бил можеби и најсреќен, пошто сум мачкар. Но, како обстануваме? Ненормални, депресивни, алкохоличари, улизици, лакеи. Мислите, 50% што сакаат да дојде ВМРО на власт, а ќе дојде, се оние исти 100% што го поддржуваат СДСМ заради лична корист. Нема идеја. Тие што ќе работат за идеја, тие ќе погинат. Тие ќе се дадат. Дали ќе ги препознаеме или не? Ова е единствен народ кој чека нема кој да го поведе народот. Другари, еве да ве подсетам на Тито. Тито не го поведе народот. Народот отиде у планини, народот се крена, па низ тоа движење видоа дека тој човек може да ги води. Бунтот, револуцијата, таа не мора да биде насилна, таа може да биде економска, интелектуална, просветлена. А кога ќе дојде, кога ќе зоврие, кога ќе се родат, оти не се создадени 12 апостоли кога се појавил Исус. Они биле веќе, само требало некој сол да стави у нивната манџа. Исус е сол на земјава. Он му го дава вкусот и суштината. Не случајно они почнуваат него да го следат затоа што препознаваат, затоа што се духовно спремни. Не ги чукнал некој па ги направил. Они биле спремни. Нивниот живот, нивната мака, нивниот љубов, нивната љубов. Затоа велам, секој ден на постоење на Македонија, на граѓаните на Македонија, сите, не, Христос не ги сака христијаните. Напротив, може би нив најстрого ќе им суди и најмногу ќе ги казнува. Христос ги сака сите. И оние што не го сакаат, и оние што го негираат, и оние што го плјукаат, и оние што го омаловажуваат. Христос ќе ги сака оние што имаат само љубов. Неусловена.
А тој ме сака, го сакам. А овој ми направи добро и ја ќе му вратам. Нема тука подвиг. Кога даваш, да не дознае никој дека си дал и да дадеш на оној кој никогаш нема да може да ти врати. Ние сме Божје чудо. Ние обстануваме само заради молитва на можеби едно 100, 200, па да речеме максимум 500 луѓе во држава. Толку верници има. Тоа што објавувате слики на Фейсбук, пишувате амин, идете на празници чат-пат, не сме верник. По вториот Вселенски сабор, по Вселенските сабори правилата, секој кој 3 недели не отиде на литургија и не се причести, е исклучен од црквата. Тоа е правилото кое сме го воспоставиле ние. Го почитува некој? Не, дури ни јас. А само тоа е единствен спас. Бидејќи, како сега религијата може да не спаси? Знаеш, просветлен човек кој е во хармонија со Бог, а тоа е хармонија со љубовта, човек што има љубов во себе, не само према бебето, према се, буквално све одоколу. Низ љубов го гледа, не низ омраза, низ љубов го гледа, не ко мене, да псуе, да се не дија. Не. Човек со љубов е смирен. Он ужива во се. Он е благодарен за се. Он секому ќе помогне. Он е смирен, затоа што знае со кого и каде. Таков човек е неспособен да украде. Таков човек е неспособен еколошки да загадува. И затоа екологијата почнува од манастир, почнува од духовно. Духовно чист човек прво исчисти се себе си, па исчисти дома, многу лесно ќе го исчистиме светот. Ама другите, ако нема да ги тераме, ќе не гледаат нас. Ако ние сме добри, така станавме христијани. Никој не принудуваше. Ние христијани гледавме заради добрината и жртвата на Христос, заради добрината и жртвата на Пресвета Богородица, заради светите отци, кои животот го дадоа, кои се истрпеа и мачења и понижувања, или ако имаа долг живот, го вложија во интелект, во продуктивност, твореа, правеа, помагаа или не помагаа. Ја не сакам црквата да е социјална служба. Најмака ми е кој ќе видам, леле, браво, црквата дала бесплатни оброци. Ја сакам црквата души да спасува, а не стомаци. Но добро е што го прави тоа, затоа што барем низ тој процес и вие да влезете, да ви текне малку, ало, стварно, дај да се оправиме. Нема да се оправиме. Нема проблем. Ама ние сме чудо и само заради негова волја ние обстануваме. Ништо друго. Не е ова ни Америка, не е ни Русија. Затоа само да се знаете. Идете си кај својот духовник, дали е пастор, дали е свештеник, дали е оџа, затоа што кај кого и да отидете, ќе ви збори за љубов. Да ја пробудите љубовта во себе. Ако ја пробудите, ќе надмине се, и секоја омраза, и секоја нервоза. Тогаш нема да ви треба раки. Зошто да не? Шо ќе му е на просветлена душа ракија? Не му треба. Ракија нам не треба да намалиме стрес, да се опуштиме, да се расположиме. Како бе тоа да се расположам? Ја кога бев дете не ми требаше ништо. Само сок, шампион и бев среќен. Игравме на едно грамофонче, цел клас. Сузи Кватро им ја пуштив 40 пати. Уживавме. Која беше? Да, Сузи Кватро ми беше првата рок љубов. Македонските граѓани кои работат надвор од државата, а немаат извадено пасоши со додавката северна после 12 февруари, нема да можат да дојдат дома. Океј.
Инаку, темата која ја поставив ја не знам зошто ми праќаат само пораки за оваа тема, а тоа е прашање. Дали пензија следува секому во држава, иако нема години стаж? Не мислам на социјална пензија и колку години стаж може да се откупат. И дали може уопште. Така што ова ќе биде некој од наредните денови. Јас ве замолувам малце да си отворите тоа профилите, не се правајте ретардирани, до толку знаете да ги користите вашите мобилни, само ја не знам тоа, не знаеш. Пошто телефоните се за дебили направени. Што значи, ја го користам максимално. Пошто као за мене е правен. Да е правен за научници, у ЦЕРН ке стоја само. Втората тема е колку пари се украдени од Македонија. И таа ќе биде во наредниве денови. И дали ќе се согласиме со даночна амнестија на оние што украле да ги вратат парите. Видејќи 15-20 милиарди назад во Македонија, па тоа и да крадат со две раце, а крадат, ќе има за сите. И Македонија може да напредува. Така. Знаеш што? Ми пука филм, ке си идам пак у Охрид, по оној ново изградениот археолошки пат, кој наскоро ќе полни 15 години и со тоа треба да се стави како археолошки локалитет, кој треба да го посетуваме. И таа брука, 100 метри не е направено. И тоа ви е окей. Ја стварно го сакам мозокот човечки и земски на тие 10% што ќе гласаат за оваа власт што беше до сега. А сега што ќе правиме? Ко што реков, нема муаве затоа што сум јас дрзок, арогантен, глуп, секаков. Сега идеме да видиме, пред некое време ви го представив джингл. Стварно пушти джингл. Да, си. Значи, не, мислите ми ги читаат. Ова се надчовечански напори. Знаеш како? Стои вака. Што ќе каже? Чекај. Не ми спори. Чекај. Джингл. CNN да јадат она што фармерите у Франција, Германија и Италија им го фрлаат пред општините и владите. Стајско, арско ѓубре, лепишки. Океј. Сакам да уживам, да заборавите на целава моја оваа тирада, оваа мизерија, што ја избујав овде, и да гледате една убава работа, додека ние се бавиме со тоа дали ќе добиеме налепници. Еве, само една проста работа. Зошто барем не направат, нели, ако ни ставаат налепници на таблиците, пошто нови таблици и да сакаат не може да отпечатат. Немаат би ги испокрадоа парите, дали разбирате? И да сакаат да отпечатат. Нема пари за печатење. А и не сакаат затоа што сега веќе и не може да лапнат тендерчиња ово она. И сега ќе правеле налепници. Кај се налепниците? За 6 дена треба да ги имаме. Нема налепници. Јас знам што ќе направам. Ќе сечам овакво и ќе напишам со бел фломастер НМК. За да можам да се возам низ градов, за да не ме малтретира некој рамковен джандар да ми се изживљава. Туку, зошто таква налепница не можеме да ставиме на пасошот? Јанко, ти си глуп. Океј. Јас сум исто глуп, колку што ви е глуп тој вашиот што рече да ставаме налепници на регистрациите. Тара! Ама не можело, не прифаќаат. Јас сум крив. Перо Станко е крив. Бранко е крив. Што би рекол Рос од Френц. Don't care. Не сакам дебата. Не ме интересира туѓо мислење. Пишете се што имате. Пред
известно време се случија два големи технолошки настана во оно што се нарекува mass consumer product или продукти за широка популација. Тоа е новиот телефон на Samsung S24, кој, искрено да ви кажам, веќе од податоците што ги добивам, Mobilix велат дека изненадувачки добро се, затоа што они добро се продава, затоа што со години слушам дека најдобро продаван продукт е iPhone-от, нели? И нормално, значи LGBT одма доаѓа и вика за сите наши членови со Rainbow и така натаму мора да имаат iPhone и така. Сите оние феминизирани мажи мора да имаат iPhone и имаат така. И оние што, нели, шега на страна, iPhone-от е изворедна машина, нијанси се во прашање. Но Samsung-от со новото е можеби во историја до сега најбрзо продаван и најфален продукт од Samsung до сега. Има неколку причини поради тоа, неколку инкорпорирани нови работи со камерата и со вештачката интелигенција, Apple извади нешто што одамна го чекаме, а тоа се наочари кои за жал изгледаат многу незграпно, вселенски големи се, но преку нив може да се добие, значи ја гледате целата надворешност, ама во оваа реалност, замислете сега, ај стај некој поп-ап, уствари ја немам тоа. Нешто пушти. И сега замислете ова што го гледате на телевизија, не знам, не можам да видам у моментов, нели, овде треба да е логото на телевизијата, овде треба да е, овде треба да е логото на телевизијата, овде треба да е логото на Јади Бурек. И сега замислете, имате наочари и такви работи можете и да си уклучувате апликации со движење на прстите низ воздух. А се гледате, еве исто као да ме гледате мене и да можете со се кликни, ај стисни мјут да не го слушам овој ретардираниот. Нели? Се вика тоа augmented reality или надградена реалност и има, не знам, 9 камери имаат наочарите и го прикажавме во емисија оној промо спотовите. Тоа е скапа работа, кошта околу $3,5-4,000, што значи многу малце, дури и во најбогатите земји ќе го имат, но се во ова ќе биде новиот тренд и за година дена ќе излезе кинезот и за $300 ова ќе се има и ќе го имаме сите. Но до тогаш ќе видиме кои се можностите и сега за сега изгледа very bright. Постои едно типче, се вика Маркес Браунли, црнец е човекот, не е ни битно тоа, но ќе го препознаете. Он прави хай-тек рецензии на многу технолошки и просто оние технолошки гиганти се тепаат меѓу првите, да е многу е рационален, не е како мене, културен, се разбира, има јасна реченица, почетот и крај, како што реков, па и дури симпатичен. Како што реков, се она што јас не сум. И он во наредниве 37-8 минути реално ќе ви прикаже, не како промо, како се користи и како изгледа сето тоа. После тоа ќе ви го прикажам господинот. Нема да имам време. Значи, ништо. Океј, тогаш само за наочарите, а ова ќе го оставиме за утре. Па јас сум се разјал, Бурек, сад им. Кој? Лалей! Логореа, умоболен, ретард. Мислам, ако има еден стручен лекар, неуропсихијатар, не психијатар, неуропсихијатар, треба да се јави и само да каже диагнозата моја. И колку и каде треба да лежам и што треба да пијам. Еве, ја тврдам, прво треба да ми даде амизол. Триаглести, неуролептици. Тоа што колегава мој никогаш не му ги дадо. Океј, одиме. Користење на Apple Vision Pro
i kakvi se vo suština so počituvani od Marquis Brownlee, čovjek od koje je maher za novi produkti tehnološki. Samo da go dostavime na plavo vaka. What is using the Apple Vision Pro actually like? This is easily one of Apple's craziest, most radical, possibly dystopian products of all time, and I have a lot of thoughts here. Like, I've been using it for about a week now. There are some parts of this thing that are absolutely incredible and some other parts that feel weird or borderline unfinished. There are all kinds of new technologies, from a new operating system to infrared eye tracking to virtually reconstructed versions of you. I feel like there are so many actually new things that you have to understand in order to get a sense of what this headset actually is and what it does. So I'm going to break this down into two parts. This video is all about using the Vision Pro. It's everything I've learned from the past week of wearing and getting used to this thing every single day. But I'm also working on a more wide-ranging, possibly more existential review video. But let's just start with the more hardware fundamentals, right? Like, what is this thing that I'm holding, literally? Apple Vision Pro, at its core, well, it is a VR headset. Now, Apple would never say that, and they probably won't like that I'm saying that word. You know, I made an entire video about why they refuse to use those words, and they're calling it spatial computing instead. We'll get there. But the truth is, it's a really, really, really high-end virtual reality headset. It's something we've seen before, right? It's got displays and lenses and speakers and fans and buttons, and this is a form factor. This is a thing that we have seen before. But before I even turn this thing on, there are clearly several things that are a little different about this one. So first of all, it's made of metal. Lots of metal and glass here, which are high quality but heavy materials, relatively speaking. So there's this precisely machined aluminum frame around the outside. And yes, those are intakes for fans at the bottom and then vents for those fans at the top. On the right side, there's your digital crown that can be pressed in or turned. And then on the other side is just a single larger button. So kind of basically the same two buttons as an Apple Watch. And then when you get a little further back on this band here, these little pods with downward facing grills, these are speakers, which are pointed straight at your ears and work surprisingly well. Though, of course, it also means that people around you can hear a little bit of what you're hearing. There's a little bit of bleed. And I have a lot to say about spatial audio, so stay tuned for that. But the main event is at the front. There's an enormous piece of glass, which, yes, is very easy to fingerprint and smudge. And then behind that thing, there's this outward-facing OLED display and a bunch of sensors all the way around, outside-facing sensors that go forward, sideways, and straight down. There's depth sensors, infrared illuminators, LiDAR scanners, and just regular old RGB cameras, all being processed by an M2 chip and an R1 chip inside this thing. And then maybe the craziest part, inside the headset, there are a bunch more sensors facing your eyes, tracking your eyes in real time for all the eye control and everything that comes with that, and also then to display a representation of your eyes on the outside of the headset. Kinda, we'll get there. But overall, when you put it all together, you get a very well-made, very high-end, but also pretty heavy computer to wear on your face. So officially, this headset with this Solo Knit band, when I weighed it, showed up as 638 grams, which some of you on Twitter have already pointed out is actually slightly less than the plastic Meta Quest Pro. But that Quest Pro also has a lot of battery on the back of your head as a sort of a counterbalance. So the weight distribution is very different. Also, the Quest Pro is not that comfortable anyway. But the point is, this, for Apple, made the choice of taking the battery off of the headset, which means, okay, now there's nothing on the back of your head, so you can wear it and lean up against things, and that might be an upside, but that also now means you have to deal with this cable all the time running up to your head, and the fact that it's very front-weighted now. All of the weight is on the front of your face. So this is the battery, as you saw in the unboxing. If you haven't already seen the unboxing, that just went up. I'll link it below the like button. But this battery is a surprisingly small 3,366 milliamp hours. I say surprisingly small because a normal battery bank of this size you might expect to be 10, 15, 20,000 milliamp hours. I suspect there's a lot of heat insulation happening here.
but it comes with a non-removable 4-foot cable and a proprietary connector at the end of the cable that will twist and lock to the headset. And so the lock is really solid. It makes sense that it's not just straight USB that could get disconnected easily. Once you connect it, it starts glowing and then it starts booting up, and there's even a little Apple logo that displays on the outside screen while it takes a little under a minute to turn on. So there is no on or off button or switch anywhere on this headset, maybe kind of like AirPods Max or something like that. So if you ever take the headset off and put it down, it will enter a standby mode after some time, but it won't turn off. If you want to turn it off, you literally have to twist and unplug the cable. That's the only way to actually turn the headset off. Now, famously already, the battery life with this included battery is not super long on this headset. 2 to 4 hours is actually realistic for what you can expect for just like this built-in battery. But that's also kind of right in line with a lot of other VR headsets. Battery life on VR headsets is not that great in general. If you do want to use it longer, the only way to do that is there's a USB-C port on the battery, and you have to plug the battery in. So you could plug the battery into the wall for infinite battery life, or I guess you could plug it into you could daisy chain another battery into the other pocket or something for even longer life, but yeah, 2 to 4 hours. Now, at first, it seemed weird to me that the port is on the same side of the battery as the non-removable cable, but I think it's because they just want you to default to putting this battery like in your pocket, probably in your back pocket. So even if it's plugged into the wall, it can still be in your back pocket. You're just gonna wanna get a longer USB-C cable. So there are no controllers that come with this headset. Now, it does support other input methods that are like game controllers and mouse and keyboard, and those can be incredibly useful, but by default, the primary input method for everyone using the Vision Pro is your eyes and your hands. So the first time you put on this headset, it goes through this calibration process, and it's pretty interesting. So the first time you ever put it on, it first adjusts the distance between the lenses, physically moving them inside the headset to match the distance between your eyes. Then it does this sort of a hand scan, so it understands your hands. And then you go through this process of basically looking at a bunch of dots all the way around the screen and then tapping your fingers together to select them. Kind of feels like an eye test or something. And then you're in. So first thing you're gonna notice is you can actually kind of put your hands anywhere as long as the headset can see this. Just your fingers touching together. So there's a lot of pictures of people like using the headset with their fingers like out in front of them, pinching like that. But you actually don't have to do that. It's such a wide angle because of the sensors facing forward and sideways and down. You can kind of just rest your hand anywhere in front of you, in your lap. As long as you pinch like that, it can generally pick it up, which is impressive. So you're pinching to control anywhere in that 180-degree bubble in front of you. And then the digital crown, you hit that once and the app drawer comes up. Pretty simple. Doesn't seem that impressive, but this is actually a peek at the first really impressive thing about this headset to me, which is it seems to have incredible spatial positioning lock. And like, it's really hard to show, like have you appreciate this through a YouTube video. Reviewing VR headsets is hard, but like turn around in the room you're in and like picture a wall or a window just appearing locked in place in 3D space in your room. And no matter how much you move your head or move around, it stays exactly kind of floating where it's supposed to be. But when I say floating, I think you're picturing like a soft float, but it's locked. And that's how it starts. So now you're in Apple's new Vision OS. I would describe this as kind of similar to iPad OS, but way more glassy. And like, of course, with the extra dimension of 3D space. So hitting the digital crown will always get the app drawer back in front of you. And then simply look at the icon you want and pinch your fingers together to select it and open that app. Scrolling is basically as you'd expect. You just kind of pinch and grab in the air and then pull as if it's on a string, and physics let you pull things through the air. It's pretty intuitive, it's responsive, it's fluid. Sometimes it's kind of bouncy even. I would say the biggest adjustment is only being able to control exactly what you're looking at. And I don't think people realize how often they're controlling things that they're not exactly looking directly at with other computers and other UIs. But with this, you can look at the button to select it. And if you look at the next thing you're going to do, you're no longer controlling the button. You have to look exactly where you're trying to interact with things. It takes a few extra brain cycles to remember to always be looking exactly at the thing you're controlling. So when you open a window of a Vision OS app, like any one of the default Apple apps here, it locks into place.
It's floating there. It kind of looks, again, like an iPad app, but very glassy, like this frosted glass around the UI sort of lets you see through a little bit to the color behind it. And it even sometimes casts a shadow on the ground in the correct Z space, so it really solidifies that it's floating in front of you. All of this makes it feel like the window is in the space around you. Then, if you look at the bottom of the window, you get a little bar. You can always just look at that bar and pinch to drag it around. So drag it forward, backward, anywhere you want in X, Y, and Z space, and then let go and it just stays absolutely locked. And then you can look at either bottom corner to resize, to make it bigger or smaller. And then finally, there's a little X at the bottom. You select that, that closes it. So that is the basics of Vision OS and just using an app. Now, this entire time, by default, and almost any time they can, pass-through is on, which means you have the headset on, but you can see with the cameras right through to everything around you. And I think this is where Apple really wants to normalize the term spatial computing, because it feels like augmented reality. It feels like you're always able to see the space around you. But technically, it's not actually AR, because you are still looking at a reconstructed version through a camera feed of the world around you instead of the actual world around you. But maybe it's all just semantics. I will say this is the best pass-through of any VR headset I have ever used, and it's not even that close. Now again, it's so hard to get this through a YouTube video. It does have screen recording built in, so I'm gonna try to use that, but imagine putting a headset on and not really feeling like you're looking at a screen with the real world. Because of the pixel density, because of the 90 hertz refresh rate, and because of the impressive dynamic range of the cameras and the correctly adjusting shutter speed, you just almost just feel like you're looking at the real world, not through a headset. Also, the pass-through is so close to real time that I could legitimately interact with all kinds of things. I could catch items flying at me. I even tried playing ping pong. It was easy, no hesitation. So officially, the R1 chip is doing all the processing of all this stuff and adjusting the shutter speed for different lighting conditions and always keeping pass-through latency under 12 milliseconds, which is the lowest in the industry. But it's really combining that with how close to reality the colors and brightness and everything are that keeps it feeling kind of real. Basically, the only noticeable restriction is super close-up items and objects can get a bit blurry. And then you can't quite make out like really small or fine text, so you can't like read an email or tiny text on your phone in your hand, but you can absolutely text people or read your notifications while keeping the headset on. If you've tried other VR headsets, you know how impressive that is. It's really good with the tech that exists now for VR headsets. But you can definitely still take the headset off and be like, oh, it's way brighter in here than I thought it was. Either way, that's all pass-through, but if you ever want to fully immerse yourself, I mean, it is a VR headset after all you got to do is rotate this digital crown clockwise, just keep turning it, and it will slowly dial your environment more and more into your field of view until you dial it all the way up to fully surrounding you. So all of the windows you might have had open will still stay stuck where they were, but everything you're doing is just on the moon now. So yeah, there's a couple environments Apple has built in here, most of them relaxing scenic locations like in California somewhere, or one really nice one is Mount Hood with a little bit of rain falling. They're not quite photorealistic, but they're just short of photorealistic. Like they're the most realistic digital environments that I've seen. So then the last two big quirks of the UI. Control Center. So the only way to get to Control Center is to look up, and you can't just look up, but you have to physically turn your head up and look at this arrow that appears above you. So once you see that, you select that, and then you get your Control Center for things like, battery life and notifications, focus modes, and screen recording, and pairing to a Mac. But the other big quirk is text input. So you might be wondering, how does text input work with no physical controllers? So there's basically three ways to do this. So let's say you're in Safari and you want to go to mkbhd.com. You really want one of those shiny new Chevron hoodies for the rest of winter. Great. How do you do it? So the first way is to literally hunt and peck, poking the keys on the keyboard that appears in the air in front of you. So this one is tough because it literally only reacts to your pointer finger on each hand. So you actually can't type fast like with home row or anything like that. Not great. The second way, though, I think is actually kind of good. It's at least faster, which is looking at the key you want to interact with and then
pinching to select it. So just looking around the keyboard like this and selecting the keys. And you might be surprised how fast you can type like this if you actually know your way around a keyboard pretty well. I actually prefer this to poking the virtual keys because I at least get a little bit of haptic feedback from my own fingers tapping together. But then in Safari, the last way to do it is literally to just look up at the microphone and say the URL out loud, mkbhd.com. And then it just hears you and goes to the site pretty quick if it's a URL that, you can actually say out loud. So, what can you actually do with this thing? Like, now that we know what it is, it's the M2 chip, a computer on your face with the displays and the lenses inside and all sorts of sensors everywhere. What can this thing actually do? And I feel like the most common way to phrase that is, what is the killer app? Because we feel like we need some sort of justification to spend $3,000-$4,000 on this thing. Like, applications made the iPhone what it is as we know it. Like, apps made the iPad. So what is the app situation on the Vision Pro? So there are two types of apps on the Vision Pro, actually. The first is apps that are built specifically for the Vision Pro to take advantage of its awesome experiences. And there are a few of those right now. And then there are all of the other apps, which basically are iPhone and iPad apps that happen to be compatible because the developer didn't opt out. And the first kind is way cooler. So these are Apple's stock apps here that come with the Vision Pro. And so these are all, of course, made just for Vision Pro. So they're going to have stuff that takes full advantage of what this thing is capable of. Apple Music is a pretty classic one. Like, it has all the same functionality of any other Apple Music app, but in this super glassy frosted window, and shows the colors of whatever's behind it. And you have the sort of sorting menu on the left-hand side instead of across the bottom. That's the basic layout. Same thing with the Notes app and the Settings app. Very glassy, almost looking like an iPad app in the air, just rebuilt with this new material design. And then there's the media apps. So Apple TV and Disney Plus, they both come pre-installed, which they have built entire environments inside of them for watching media. And there's even a small collection of videos on the Apple TV app that are shot on a new proprietary format specifically for Vision Pro. So it drops you into a space with a full 180-degree video, and Alicia Keys walks right up to you and starts singing right to your face. It's crazy. There's also the Photos app, which will let you look at like panoramic photos, for example, in this fully immersive view. So you can blow them up to full screen, and then it gives you a bit of a parallax effect around the edges. So it feels like you're like looking into a window of your own photo and looking around. It's kind of incredible. And then there's also some other really fun third-party apps that I've tried that were built ahead of time. So Sky Guide, this is a good one. You can look around a real representation of the sky around you, where any of the constellations would normally be. You can look at it a little longer and it'll pop it out. You can pull it out of the sky to get more information about it. It's a pretty great idea. There's another one called Jig Space, which it's a sick app. I don't know if I'd ever use it, but basically it lets you load 3D models into the space you're in and mess around with them, take them apart, view them in actual size. And this really takes advantage of how good the placement lock is on the Vision Pro. And you can walk around and really gets you a better understanding of the scale of things that you don't get to see up close very often. And then Keynote is another funny one. So you can, of course, go through and edit a Keynote just like normal if you want to. But then they've built this whole environment for practicing your presentation skills. So you press that and it says, oh, would you like to go to a conference room or the literal Steve Jobs theater? So you can rehearse talking to your audience with your Keynote slides behind you. It is genuinely incredibly immersive. And there's already a bunch more apps like this in the App Store already at launch that are specifically built for Vision Pro. So they'll take advantage of its various strengths. Now, are any of these a killer app? Not really. I mean, if you're looking for any one of these to be the reason why you spend like $4,000 on this headset, I don't think we have that yet. But then at least there's all the other non-native, but technically still compatible apps that are in the App Store. And these are gonna look just like iPhone and iPad apps. Actually, there's a pre-installed folder on the home screen when you get this thing, literally called Compatible Apps. And there's a bunch of them from Apple here. They look exactly like iPad apps. I'm surprised actually that more of them aren't fully built out to take advantage of Vision Pro, but like Apple Maps is just the iPad app. And so
It would be cool if there were some like fun augmented reality overlay, walking directions type stuff, but nope, it's all the exact same functionality that you would find if you open this app on your iPad. And you can go to the App Store and search a bunch of the names of apps you already know and love and find them by name and grab them, and they'll work the exact same way. Crazily enough though, there are already some notable exceptions. No Netflix app for the Vision Pro, no YouTube app for the Vision Pro, no Spotify app for the Vision Pro. Apple has a kind of a contentious relationship with a lot of developers right now, especially some of the bigger ones. And so some have made the active choice to opt out. They're like, we don't want to be there. This won't be a big enough platform to matter to us to justify the work. So they're not there. Now, I totally get it. But also now, as a Vision Pro owner and someone who's using it, I'm like, oh, it's kind of a bummer. I really wanted to be able to watch like a Netflix show offline, downloaded ahead of time. But you can't do that now. But at least for now, for the record, you can use the browser and anything that would work in the browser. So if you pull up Safari and you get a full screen 4K YouTube video going and locked in space or even in an environment, it looks great. It's razor sharp. Like I could totally watch YouTube videos like this, but you will definitely be missing like the features of having the dedicated app like offline video. Honestly, to me, the killer app of the Vision Pro isn't just an app, it's actually the ecosystem. And we knew this was coming, but the second you log into a Vision Pro with your Apple ID, immediately it starts pulling all the services and all the stuff that you're used to from all the other Apple devices you already have. And I said this before the Vision Pro was announced. I was like, this is the most obvious strategy for Apple because there are lots of people out there who have never considered buying a VR headset that are considering only this one because they have an iPhone and this is the one that works with the iPhone and none of the others are particularly close. So all of your iMessages are already here, all of your photos are already here and loaded up and backed up. All your notes are already at your fingertips. You already saw the Keynote app. But okay, easily my favorite feature is connecting to your Mac, right? So anytime your Mac is in front of you and it's turned on, hit that arrow and then there's this little icon to become my Mac's virtual display. So I click that and then pick my Mac and it pretty much instantly, it actually blacks out the display of my Mac and then turns that display into a 4K window inside of the headset. So now my keyboard and trackpad still work. Even if it is a desktop, the keyboard and the trackpad still control everything and you can continue using it just like a normal computer, but with the ability to make your new 4K monitor as big or as small or close or far away as you want, which is super sick. And then the bonus is you can still open up and place other Vision Pro apps around your Mac computer. So like you can have your Mac in the middle here, and maybe you're editing or doing some work on the Mac app, and then you have a Safari window or messages or whatever else you want right next to it around it. And then your keyboard and trackpad can move seamlessly between them all to control all of them. This to me, as a Mac user, the ease of use for setup to make this happen, this feels like the biggest game changer, like the most compelling, futuristic feeling use of this headset to me, especially on a plane. Oh my God, I can't tell you how many times I've had an awkward conversation because like I'm editing a video on the plane, the person next to me sees I'm editing a video of myself and it's kind of weird and hard to explain, but I'm picturing putting the headset on, the display blacks out, but now I can do all the editing I want and I can make the screen as big as I want. So I've really enjoyed using that feature. Again, the biggest challenge though is still remembering to look exactly at the thing you want to control. So aside from typing on the real keyboard on whatever window is open, if you want to control something, you have to be looking at it. Again, it doesn't sound like a big deal, but when you try it, you'll see what I mean. And then also, odd limitation, one monitor only from the Mac, one virtual monitor only at a time. So if you usually run like a dual display setup like I do for Final Cut Pro, big preview on one side, timeline on the other side, you can't do that. You have to use the big one monitor version of your setup. All right, so you might have realized I've left one thing out this whole time. One thing, you could call it one more thing. Sure, it's one more huge, crazy thing. But it's kind of the defining characteristic of this product, and that is personas. So in all the advertising you've seen of Vision Pro, there's these eyes on the outside of the headset that looks like they're kind of in like a pass-through, like in a dark astronaut helmet type of thing.
easily the most memed, most unique aspect of this headset, right? It's the only headset with an outward display, and I mean, it's very, very prominent in those videos. But in real life, as you've started to see from some of my footage, it is very different. And I think I figured out why. So first of all, it's not actually see-through, right? There's a whole bunch of computer in between me and you right now. So the eyes aren't on the outside. It's a representation of my eyes based on what all the sensors on the inside are seeing. It's reconstructing it on the outside. So those sensors are tracking at 90 frames per second, and they give you Optic ID, which is, it's how you log into the headset and keep things secure. It's basically the same as Face ID or Touch ID. It's just looking at and identifying your eyes. And it also powers the one beta feature of this headset, which is personas, which is, it's the most impressive and weirdest thing about this headset at the same time. I'm calling it right now. So the purpose of the eyes on the outside is really not for you, the wearer of the headset. In fact, you'll never see it, but it's for the people around you. So when you're in a pass-through mode, your eyes will shine through to indicate that you wearing the headset can see the person outside. So that right there is already pretty unique. But then when you're in something immersive and you can't see what's around you, it covers up your eyes with this sort of like a blue, purple, glowing animation. So that intuitively makes sense. You can see the eyes when they can see you. You can't see the eyes when they can't see you. But crazily enough, there's also a feature where if you have someone who's outside the headset looking at you, talking to you, and you are in an immersion, but you want to talk to them through that, they will kind of appear through the fog of whatever immersive environment you're in. So you just start talking and looking in their direction. It detects that and sort of parts a little bit of a fog, and that person's eyes will show through the fog. It's pretty decent. It basically only shows one person at a time, and when this is happening on the outside of the headset, it shows a little bit of your eyes poking through the purple and blue glow. It's, as you can see, it's all working, but also I think it looks nothing like the eyes from the ad. So in an effort to make the eyes as presentable as possible, two things. First of all, this screen is actually behind a lenticular film, which I didn't even realize that from the initial media they've published, but if you've ever heard of that, it's sort of what gives it like this 3D depth. You might have seen this on other like holographic displays and stuff, but the point of that is to make the eyes appear to be sunken into the display, like on your actual face, instead of like glued to the front of the headset, which would look a little more weird. But then two, to represent your actual eyes, they've built in a way to scan in and create a digital representation of your face, which is called your persona. And it looks like this. So to get those eyes on the outside of the Vision Pro headset, you have to do something called registering your persona. This is how it creates the digital version of you that includes your eyes that will show up here. So let's do that now. It's actually kind of a cool process. So I'm gonna put it on, and hopefully the screen recording works so you can see exactly what I'm doing. I'll hit the digital crown, I'm gonna go to settings, and you can do this when you first set it up, but I'm going to persona, and I'm gonna hit get started. So let's refine my hands real quick. This is capturing detail from the front of the headset of the hands in front of me. Once it's done with that, it's gonna ask me to take it off. So, this is how it goes. When you're ready, hold Apple Vision Pro at eye level. Keep your arms and shoulders relaxed. Align your entire face within the frame. My face shows up like Face ID. Slowly turn your head to the right. Now slowly turn your head to the left. Now, tilt your head up. Then, tilt your head down. Next, let's capture your facial expressions. Smile with your mouth closed. Then make a big smile with your teeth showing. Now, raise your eyebrows. Close your eyes for a moment. Capture complete. Put Vision Pro back on to continue. I will do that. So now I have a menu that says creating persona, and it says it's in beta, and now there's my persona right there. Kind of
uncanny. The hair is a little bit different, but the face... Wow. Wow, okay. So there's different lighting. You can choose it to always be in studio lighting and always be in contour lighting. I'll just leave it at natural and hit next. You can change the color temperature of your skin tone. Cool to warm, I think I'm around there. Brightness, darkness, I think I'm around there, near the middle. Next. And then I can add glasses. So if I typically have glasses, which obviously I wouldn't be able to wear in the Vision Pro, you can still look like you have glasses anytime you're on that FaceTime call. And then next, save, and that's it. So I think now you should see my eyes. Maybe. And that's the thing. It barely shows up. You can barely see my eyes when I'm wearing the headset. Now, I've tried a couple other scans subsequently, so I've tried different lighting conditions, I've tried different backgrounds, simple backgrounds, tried different shirts and things like that. It doesn't really ever appear any brighter. I think if you have a darker skin tone like me, just don't expect the eyes to show up very brightly on the outside of the headset. It's pretty subtle. Even when it does show up, it's a little weird looking. The eyes are a little too far apart sometimes. They're a little dim. You see like one eye at a time. It's kind of weird. But that persona though, whew, that is some pretty interesting stuff. It's crazy that this is actually a real thing being shipped. Like first Meta started doing it, now Apple's doing this. This is, again, it's technically in beta, so I don't know, there's room for improvement, but it still works. But as of right now, I feel like this is both incredibly impressive and slightly unsettling. Like it's very impressive that this thing, this headset I'm wearing on my face is tracking all these little micro expressions and little movements from my eyes and my cheeks and my mouth and everything. But at the same time, it's just not quite human. It's right at the edge of the uncanny valley of I'm not looking at a person. So yeah. But the crazy part is you can now use this persona as your camera feed for any apps in Vision Pro that require a front-facing camera, like FaceTime. And so I've been using FaceTime a few times in the Vision Pro, and it is, technically speaking, incredible. So I've made a few FaceTime calls in the past few days with some fellow reviewers who you'll probably recognize from their personas who are also testing the Vision Pro. And universally, once we all got past the shock of, oh my God, it's you, it looks like a digital version of you, this is crazy, I've never seen anything like this before. Once we got past that, there is a ton happening here. So you can see the FaceTime windows literally appear as just that. They're just like glassy windows floating in space with people looking through them. And then the angle that you look into the window is going to match the angle that they see you looking at them. Meaning, if we're all in Vision Pros on this call, unlikely, but hear me out, if we're all in Vision Pros and you've got a bunch of people on this FaceTime call, so there's somebody to the left and somebody to the right, if I look to the person and make eye contact with the person to the right, the person to the left sees like the side of my head because I'm looking at somebody else. That's already pretty cool. And then the same thing is true for hand gestures. So we tried this out. Turns out you can reach out and make hand gestures that are tracked by the cameras in this bubble in front of you, and they show up at the correct angle towards the person that you're gesturing at, so not towards everybody else on the call. Oh, wait. That's okay, good test. So wait, Justine, do you see this? Yes. And Brian, I don't see that. I don't see that, Marquez. Now wait, so now Brian, do you see this? Now I can see that, Marquez. And then on top of that, spatial audio here is incredibly well developed. So again, you're on the call, the voice of the person to the right comes from the right side, the voice of the person to the left comes from the left. But also, you can just pick up and move the window around, and that angle will match where the people are in the room and where their sound and video comes from. If I put you on the other side of the room, it sounds like they're further away. And if I turn up the environment and bring them into like the moon or some other 3D space, it actually sounds
much more like I'm in a gigantic space with no echo versus in the actual room. It's all very subtle, but very well considered. So once you're in this a while, you start to notice all these little smaller things. Again, it's not quite human-like. It's not like looking at a video feed of a human face, but it is still, like, it has a lot of, like, this would be the best avatar anyone's ever made in 2K. Like, no one's ever done a 2K face scan and had it look this good, but it's still not as good as, like, a perfect reality. You've heard the Uncanny Valley thing before. I think the #1 weakness for the avatars or the personas that I've seen is hair. So basically everyone I've talked to has like a frozen lump of hair instead of flowing realistic hair. And that's true about all flowing things. Like however your hair was when you did the scan, it's frozen that way. And so is any necklace you're wearing, whether it's crooked or not. Or I guess technically also any makeup you had on or however you looked when you did the scan. Maybe that could be a good thing. Maybe you did a scan when you were looking all dolled up and then you get on a 7 a.m. call and you still look perfect even though you look like you just woke up in real life. So I guess there's that too. But anyway, all that is to say, FaceTime. FaceTime is the most well thought out, like most futuristic Vision Pro experience. It just is. So I'll end this video with this. Now you know what it's like to use and operate the Vision Pro. But there's still a lot more to consider when actually considering if you should buy and own this thing, from the use cases to the things that work well and don't work well, the philosophy behind it, the prices, all of that stuff. That's what's gonna be for my full review. Like there are parts of this thing that are absolutely amazing, unparalleled, best I've ever seen. But the reason it's so interesting is because it's actually a young category. Like we're so used to this slow, boring iteration in mature categories like smartphones and laptops. And you always see the comments talking about how tech is so boring, but now they're actually jumping into something risky and it's actually fun. And there's downfalls and flaws, and it's fun to actually weigh the pros and cons. So I'll be expanding on all these way more in the full review, but I'll leave you with this. I've got my upsides and downsides to Vision Pro. It's been a week. Upsides, some of the stuff that's the best I've ever seen in a headset: immersion, placement in space, eye tracking and hand control, pass-through, ecosystem, and spatial audio. And the downsides: weight and comfort, the eyes on the outside, app selection right now, battery life, and price. So the full review's in the works. Definitely get subscribed to be among the first to see that when it drops. Either way, till the next one, thanks for watching.